Пресудувањето на органи е едно од најголемите достигнувања на современата медицина. Денес во приказна ќе говориме токму за оваа тема. Кирил Јанчовски од Скопје пред неколку години се соочи со сериозен здравствен проблем. Неговите бубрези целосно престанаа да работат поради што тој беше соочен со тежок животен предизвик. Во мојот случај се работеше за автоимуна болест, IgA нефропатија, што реално науката нема откриено што се појавуваат овие автоимуни болести. Од кога ми започна особична крвна анализа во лабораторија, кога почнав да посетувам клиника с испитувања, ми кажаа дека имам некои 6-7 години до диализа, меѓутоа брзо прогресираше болеста и за 1,5 година се најдов на диализа, да кажеме. Опцијата беше што е можно побрзо на диализа, со цел да не се оптеретува срцето и другите органи, бидејќи се собираат, како што кажав, течности во организмот. Со цел да се почне диализата, мора прво да се направи операција, да речеме, тоа е фистула на раката што се појавува, што се прави. Без таа фистула не може да се приклучиме на апаратот за диализа. Направив операција после 3 недели почнав со диализата. Кирил вели дека во тие моменти диализата била единствен начин кој му овозможил нормално да ги извршува секојдневните работни задачи, но и семејните и родителските активности. Се знае диализата понеделник, среда, петок по 4,5 до 5 часа. Сабота и недела само не се оди на диализа, меѓутоа колку повеќе денови не одиме на диализа, се собира поголема количина на вода која што мора да извади апаратот за диализа. Тоа значи, например, ако бубрезите работат секојдневно, постојано кај човек што е здрав, машината треба тоа да го сработи за 4 до 5 часа, се тоа за 48 сати што не ги бубрезите што не работат. Тоа значи крвта да извади, да ја филтрира, да изфрли сите токсини што се од организмот и на крај со намалена килажа да ме пушти дома. Например, стигнувам со една килажа на 100 кила, например, да кажеме 100 килограми, си заминувам за 4 часа со 96 килограми. Зборуваме намалување на 4 килограми за 4 часа. И тоа е секојдневие, преку еден ден. Што се вика, немаме опција на одложување, немаме опција, да кажеме, сега идеме на одмор. Во тој момент мора да се почитува упатството од докторите како треба ние да работиме, како да живееме односно. Телефонски повик во 23 часот пред 4 години целосно му го промени животот на Кирил. Во тој момент, преквечер, како што ми се јавија од клиника, не ми оставија недоволно простор. Ми кажа, ваква е ситуацијата, има компатибилен бубрек, бидејќи јас претходно ги имав извршено сите испитувања и со таа цел беше да направам трансплантација, мојата мајка да биде донор. Меѓутоа излезе дека и она не може да ми донира бубрек поради икс причини здравствени, кои што имаше она некои други проблеми. И кога ми се јавија, требаше да одговорам за 15 минути. Прво што можев да помислам што ќе се случи. Немав многу може подобро што ми кажаа толку краток термин, бидејќи доколку имав поголем термин, ќе почнем да читам на интернет како е процент на успешност и тие работи. И само реков ќе одам. Другата опција ми беше во тој момент да продолжам да живеам уште не знам колку години, дека тоа не значи дека јас што 30 години ќе одам на диализа. Може да значи уште една година, може да значи 20, 30, ама тоа е све лотарија. Тие беа опциите. Или сега одам на трансплантација, или го продолжувам животот како што беше со секој втор ден со диализа. Чувство на збунето, среќа, но и неизвестност. За среќа, трансплантацијата поминува добро. По неколку недели во болница, силна поддршка и посветеност од страна на докторите и целиот медицински тим, за Кирил почнува нова етапа од неговиот живот. Кога заврши целата операција, после 3 недели, уште 2 до 3 месеци мора да се внимава многу, зборуваме за инфекции, за вируси да не се фатат тие работи, да не настане проблем. Од кога се тоа заврши во окей, имам терапија што секојдневно морам да ја користам и почнав за 3 месеци се врати веќе во нормала со
извршување на секојдневни товарски, со работа, со сите нормални обврски. Трансплантацијата значи живот. Во момент на тага, некое семејство да одлучи да спаси други два животи. За Кирил е најхуманиот чин што може да се случи. Во тој момент сите реагираме различно, но сепак тие луѓе се одлучиле да помогнат и ми помогнаа да ми го спасија животот. Како што кажа претходно, не се знае уште колку години на дијализа може да издржи организмот, секој организам си е различен. Имавме пациенти кога што одев на дијализа и по 20 години, што да без проблем. Имаше и пациенти што по неколку години го завршија животот. Бидејќи дијализата ги оштетува и другите органи. Таа количина што се собира на течност неколку дена го направи голем притисок на срцето. Па потоа наеднаш вадење голема количина на течности исто го оштетува срцето. Но еве, тука сме, се заврши одлично. Само можам да им се заблагодарам на сите, и на фамилијата, и на докторите, на тимот комплетно. Органадорителството се смета за еден од највисоките чинови, ајде ќе го наречам, на современата достигнување на современата медицина. Каква е процедурата? Би сакала малку да ја појасниме за јавноста што се треба да се направи за органодарување. Прво, за жал, одредени пациенти добиваат некаков мозочна ситуација, дали тоа крварење, дали е мозочен удар, дали е тоа некаква несреќа која што може да доведе до мозочна смрт. Генерално, за жал, кај тие пациенти многу малце можеме да направиме ние како лекари и неминовно доколку влезат во мозочна смрт, ние треба да ја докажеме дека тоа е вистински мозочна смрт. Самата процедура на некој начин е едноставна, ма и не е. Тоа се прават два клинички теста кои што се покрај креветот, кои што значат од клиничко значење се. И генерално, ние после тие клинички тестови знаеме дека се работи за мозочна смрт, но сме обврзани да направиме додатно параклиничко испитување, како што и ние најчесто користиме класичната ангиографија, значи да ја покажеме циркулацијата во мозокот, дали постои или не. Со таа класична ангиографија го потврдуваме се она што сме го откриле со клиничките знаци. Значи, тие се прават, прво клиничките тестови се прават на 3 до 6 сата, еден по друг. Во вториот тест има малце додаток на сето тоа, тоа се вика апнеа тест, односно доколку се работи за мозочна смрт, пациентот ќе нема, респираторниот центар нема да му реагира, нели, за да може да диша. Со тоа знаеме ние, генерално, дека клинички знаеме дека се работи за мозочна смрт. Значи, пристапуваме до ангиографија. Ангиографијата иде во прилог на мозочна смрт. Тога се повикува комисија, независна комисија, која што не се состои од лекарите кои што учествувале во лекувањето на пациентот. Комисијата се состои од неврохирузи, невролози, анестезиолози, во зависност, нели, во моментот, некогаш е тоа во ноќни сати, во зависност од, нели, каков профил на лекари секогаш мора да бидат од овие профили, значи тие што работат во интензивно и тие што работат, нели, со мозочните проблеми. И они тие одлучуваат, нели, после разгледување на сите тестови и на сите испитувања одлучуваат дека е тоа мозочна смрт. Од кога тоа го докажуваме? Ние во суштина, тоа е тој сат во кој што кога ќе се собере комисијата, која што е назначува министерот за здравство, да не забораваме, значи има многу контролни механизми во сето тоа. Пристапуваме кон семејствата. Генерално гледаме за семејствата да и претходно ги водиме во односи на тежината и знаеме кои пациенти се стварно со тешки повреди, со тешки случувања во мозокот. И ние секогаш сме искрени со пациентите, им кажуваме, ние се сомневаме на мозочна смрт. Одиме кон тоа да испитаме дали сме во право или не сме во право. И на тој начин им наговестуваме дека едноставно дека можеби крајот е тука и дека они се во ситуација не зборуваме за тоа пред воопшто да ја докажеме мозочната смрт, затоа што на крајот на криштата стварно некојаш сме изненадени, има циркулација, продолжуваме со лекувањето. Поентата тоа е еден систем, како да ви кажам, кога лекувате некого, во суштина вие го лекувате и мозокот, бидејќи тој е повреден, значи ги лекувате сите органи, ги одржувате, но и мозокот, ние сакаме мозокот да проживее.
И кога ќе настапи мозочната смрт, генерално сите органи се добро витални, добро прокрвени, добро оксигенирани, добро хранети со крвта, за да можат да бидат дарувани. Но има и уште една друга работа. Во сите тие испитувања ние мораме да испитаме при тоа дали има некакви трансмисивни болести, дали има некаква малегна болест, затоа што ние не сакаме штета да направиме и на потенцијалните приматели на органи. И самалце се навратив наназад, кога ќе се седнеме со семејството, тогаш разговараме за опциите, тие се можеби и најтешките моменти, нели, како за нив, така и за нас, верувајте. Но во суштина имате едно време од законски од 6 часа да одлучат дали ќе ги даруваат или не органите. Во нашава земја имаме многу митови, многу шпекулации поврзани со процедурата. Еве, например, јас давам согласност дека после мојата смрт сакам моите органи да бидат донирани. Дали потоа мора после мојата смрт да се консултира семејството, односно да се добие согласност од семејството? Да, видите, според законот наш, да. За жал тоа е во суштина и тој закон кој што е пандан на хрватскиот и на шпанскиот закон, е дека нешто са ние многу го модификувавме во тоа време и бев во некакви во медицинскиот дел креирање на тој закон. Сметавме дека во оваа фаза, јас се уште сметам дека во оваа фаза на генерално на подигање на свеста кај граѓаните во однос на мозочна смрт и принципот на органодарување, дека тоа е некоја безбедна зона, да се испочитува семејството, а сите ние си имаме право и на семејството да му кажеме, нели, што на крајот на краиштата имаме право да оставиме, нели, стан, кола, така да исто можеме да оставиме некаков тестамент на семејството во однос на нашите начала на живење или на нашите идеи по смртта што треба да се однесува, нели, со нашето тело. На крајот на краиштата има луѓе кои што ги оставаат своите тела во медицински сфрхи, во смисла на едукација, на медицински кадри, така да секојаш зависи индивидуално. Тоа што сум го приметила јас во разговор со семејствата, дека во суштина семејствата генерално ја знаат особата, нели, таа е нивна блиска, тие знаат какви начала имала на живење или имал на живење. И веројатно и тоа е побуда кај семејствата. Еве сега, например, имавме едно семејство кој рече, да, јас не сум, ама знаејќи ја мојата сопруга, колку имаше благородна душа, знам дека се би дала. Ме сваќате, тоа е нешто што остава амен, а при тоа остава простор да поразговараме во домашни услови на оваа тема, ме сваќате, за да се подигне нивото на свест во однос на органодарителството по мозочна смрт, нели. Во суштина, еве сега, например, еден колега ме застана пред некој ден и ми рече, зашто се донорските картички кај се запишуваат? Мене ми падна криво да колега од клинички центар воопшто не го познава законот. Прво, и друг пат сум кажувала, донорската картичка е за земји каде што веќе постои висока свест за органодарителство. Хрватска важи за лидер во Балканот, од поранишните југословенски републики, а и пошироко за земја кога е во прашање органодарителството. Што можеме од нив да превземеме како искуство за да ја зголемиме свесноста? Искрено, нас Загреб и Хрватска, барем во мојата едукација, ми била стварно голем столб. И тоа започна многу одамна, 2012 година, кога бев учесник на тие ТАЕКСи, значи тие се курсеви за докажување мозочна смрт, за органодарителство и така натаму, значи тоа се добри 9-10 години, нели? После тоа добив и стипендија од Светската здравствена за едукација. Повторно Загреб беше одбран од моја страна да ја продолжам таму едукацијата, генерално за цело време тогашната, па и сегашна национален координатор Мирела Бушич, имаме и личен контакт кога имам дилеми, кога имам некакви проблеми, што она може да ми ги расчисти. Значи е некаква за нас, за тој дел од македонското здравство, за нас е некаква потпора. Во меѓувреме сега, во март-април, ние аплициравме за исти такви курсеви, односно за експертска мисија од Европска Унија, за стади визит, односно за посета на Загреб, и повторно го одбравме Загреб. Нели, тука беа експерти од Хрватска кои што дојдоа кај нас, го снимија процесот, тие ќе дадат свој извештај,
Ние бевме тамо, па ги видевме некои работи кои што можеме да ги подобриме, кои што можеме да ги имплементираме сега, затоа што за се друго ќе ни побарува и нели други можности и буџети за кои што треба да се разговара. И третата работа ќе имаме една конференција во септември месец кој што ќе опфати експерти од Европска унија и наши експерти во кои што ќе можеме да го сублимираме целиот процес во овие, да речам, во овие 4 години. Што велат бројките, колку трансплантации се извршени кај нас и која е најчистата трансплантација? Според оние податоци кои што видов, најверојатно бубрезите се, да. Бубрезите, ние имаме во овој период, поготово во пандемијата 26 трансплантации од почина донор на бубрези, што е стварно импозантна бројка, и 7 срца. Имаме 13 трансплантации на коскени ткива, што исто така може би не изгледат ефектно кај народот. Нели обично кога се работи за витален орган е стварно она што е најважно, но исто така оваа друга приказна во однос на добивање на квалитет на живот е многу важна и затоа е во суштина и трансплантацијата саме, односно и експлантацијата е толку мултидисциплинарен процес во кој што реално едните спасуваме живот, од друга страна даваме квалитет исто и за диализните пациенти. Тие се на диализа, да, тие се живи, но во суштина квалитетот на живот со бубрек е многу подобар. Исто и за овие пациенти кои што добиваат коскени делови, значи со дефекти кои што едноставно не може другачие да се решат, од инвалидитет, да застанете на нозе, стварно мислам дека една стварно добра, не само приказна, туку е едноставно добра, благородна работа за продолжување на живот и квалитет на живот. Би сакала да се надоврзам на темата за коските. Од она што успев да го истражуваме дека во последно време и дигиталната технологија и револуцијата што се случува во тој поглед носи нови предизвици, иновации, например 3D технологијата се употребува во вид. Да, ги чекаме тие 3D принтинг, веројатно не знам 4D. Може би ќе се употребува, не знам, мислам дека се уште во некој зародиш и за да може да биде ефектен треба да има и некаква студија дека нели дека е тоа стварно ќе биде evidence based, односно ќе биде медицина базирана на докази дека тоа ќе, но се уште сме на моментот на во однос на органите, на добрата душа, на добрата волја, на љубовта, човечката љубов, зборам, глобалната човечка љубов, да пациентите во суштина и добијат квалитетен живот, односно или да им спасиме живот во зависност од нивната нели состојба здравствена. Кои се најчистите дилеми кои што ги имаат пациентите кои што треба да се одлучат на трансплантација? На трансплантација или на дарување? На трансплантација. На трансплантација. Па видете, знаете како, дилеми има многу. Знаете, кога вас ќе ви задзвони телефонот во ниедно време, а тоа е, верувајте, во ниедно време, прво самото звонење на телефон нас не вознемирава. Па потоа некој ви кажува од другата страна, знаете, ние имаме бубрези или срце со соодветна ваша група, но вие ќе мора да дојдете до клиниката за да направиме додатни испитувања, затоа што освен тоа што се погодни по ХЛА типизација, после се прават уште 2 имунолошки теста во однос на компатибилност или не де Боже, нели да отфрлањето да го исклучиме. Во такви моменти тешко е човек, без разлика што ја дале согласноста претходно да влезат на листа, веројатно се појавува страв, нели? Неизвестност. Нема гаранција за жал во ниедна медицинска интервенција, нема гаранција дека тоа се ќе биде најдобро. Ние можеме да се натрудиме да биде се најдобро и да ги нели вложиме сите наши напори да тоа заврши се успешно. Генерално мислам дека пациентите кои што се на листата за бубрези ја знаат оваа приказна, знаат, понекогаш викам и по 10 пациенти, пошто е таа нека општа група која што е и најчеста нели крвна група, па од нив само 2 добиваат, за жал тие се разочаруваат. Ама немаме другачи, за жал немаме друг систем. Друго има семејства кои што едноставно не сакаат од починат човек да има, но ако имаат од нели од жив донор некој близок, тогаш може би е и полесно за нив и можат и побрзо нели да завршат со квалитетен орган. Генерално не се сеќавам дека многу не одбиле. Тоа се мал број на пациенти кои што одбиле. За крај пандемијата во светот направи на некој начин стагнација, но не кај нас. Кај нас пандемијата беше светла точка, да речеме. Мислам дека може би пандемијата прво и ние го прекинавме процесот на почетокот на пандемијата, малку луѓе го знаат. Ние рековме додека не ни се разјасни нели како се пренесува, кај ја има, што, како ќе се однесуваме со овој вирус.
го прекинавме процесот, тоа беше отприлика околу 2 месеци, не повеќе, за да сватиме дека во суштина и што со тоа ако го прекинеме процесот, значи мозочна смрт има квалитетни органи, имаме на листа пациенти, зашто да ги лишиме? Да, подложеше на многу други испитувања, нели моравме PCR да чекаме, многу пациенти кои што ќе дојдоа како приматели беа позитивни, веројатно и сега оваа бројка е стварно голема, па тие моравме да ги исклучиме, побаруваше многу поголем ангажман од сите нас за да процесот биде нели добар, квалитетен како што треба. Може би имаше една момент во пандемијата кај нас една некаква солидарност, некако во почетоците, зборам после тоа, се покажа сосема другото лице на човештвото, ама сакам да кажам во почетоците имаше едно баш човеколюбие да се здружиме, да се заштитиме, да си помогнеме. И може би и тоа беше реално и стварно сега кога бевме во Загреб вика ви честитаме како во време на пандемија направивте таква бројка. Хрватска важи за лидер во земјите од поранешна Југославија и земјите на Балканот, но и пошироко кога е во прашање органодарителството. Еве што велат податоците кои успеавме да ги откриеме. Еден дарител може да спаси 8 животи со дарување органи и да им го промени животот на 50 луѓе преку дарување ткива. Пресадувањето органи е едно од најголемите достигнувања на модерната медицина. Не може конкретно да се каже колку животи може да се спасат од органите на еден починат донор, бидејќи кога зборуваме за трансплантација на ткива и на органи. Трансплантацијата на ткива и органи нужно не мора да значи дека вие спасувате некаков живот, туку третирате една состојба. Пример, еве имаше пред неколку месеци на клиниката на ортопедија се направи трансплантација на дел од коска кај младо девојче. Тоа не е нужно процедура за спасување на живот, но е третирање на една состојба. Така да ако ме прашувате колку состојби, колку луѓе може да се третираат, реално многу. Скоро и да не постои орган или ткиво кое не може на некој начин да се искористи, трансплантира, замени и така натаму. Па би рекол, може би 15 до 20 состојби може да се третираат од еден починат донор. Органодарителство е постапка на дарување органи, ткива или клетки од живо или починато лице, со цел пресадување, трансплантација во телото на друго лице заради лекување. Дарувањето е доброволно и без финансиски и друг вид надоместок. Во сите европски земји, дарувањето органи е законски регулирано. Донирањето на органи се смета како вообичаен дел од планирањето на грижа на крајот животот. Органодарителството го поддржува голем дел од јавноста, но регистрацијата за донација на органи сепак ја прави мал дел. Евротрансплант е меѓународна мрежа за алокација на донори на органи од повеќе европски земји. Во нејзини рамки органите стануваат достапни за граѓаните од земјите членки. Се скратува и времето за чекање за трансплантација. Од балканските држави, засега членки на организацијата се само Хрватска и Словенија. Се работи на тоа да Македонија биде дел од Евротрансплант мрежата. Евротрансплант мрежата опфаќа 8 држави. Сите мислат дека тоа е цела Западна Европа, не е така. Тоа се 8 држави кои што се на некој начин поврзани со близина. Значи тоа се земјите кои што воглавно гравитираат околу Германија. И Македонија може да биде една придружна членка на Евротрансплант, меѓутоа не е комплетна членка на Евротрансплант од една проста причина, тоа е логистичка, тоа е далечината меѓу земјите, бидејќи кога се носи орган од една држава во друга држава, важно и времето кое што ќе се изгуби при транспортот на тој орган. Конкретно за срце, вие имате 4 часа од вадењето на срцето до имплантацијата, односно трансплантацијата на истото, имате 4 часа, највеќе до 5 максимум, да го тоа направите. Така да не можете вие да имате размена на органи со една Белгија, например. Предност има многу во смисол на размена на искуства, размена на кадри и така натаму. И најверојатно Македонија ќе стане членка на Евротрансплант, меѓутоа веројатно на некој начин како што е Грција. Грција е исто така придружна членка на Евротрансплант, меѓутоа таа има своја собствена мрежа внатре во државата, каде што следи
размената на тие органи и многу ретко кога се зема орган од Грција, да речем. Така да мислам дека и Македонија ќе биде една таква членка. Според податоците на Интернационалниот регистар за органодарување и трансплантација од 1996 година, вклучени се 102 држави, а регистрирани се 38.710 донации. Во 2021 година листата за стапката за донации ја става САД на првата позиција, пошто следи Шпанија, па Хрватска. Хрватска важи за лидер меѓу државите од Балканот и поранешна Југославија. Бројките за Хрватска покажуваат дека во 2020 година биле регистрирани 124 донори или 29,5 на милион жители, од кои 119 од починати донори. Од 119 трансплантации, 104 се на црн дроб, 6 на панкреас и 9 на бели дробови. Примерот на Хрватска го знам доста добро, бидејќи сум бил дел од тој систем 2 години. За жал и Хрватска е на некој начин балканска земја и таму се сакаат да се возат мотори без кациги, па оттаму има голем број на донори. Меѓутоа, главната причина зошто Хрватска е наврват во светот во донирањето на органи е една кампања која што континуирано трае. Тоа е како државен проект практично кој што нема свој крај. Значи, постојано трае, но и една друга причина, а тоа е Хрватска е католичка земја и во оној момент кога католичкиот поглавар објавува дека донирањето на органи е, како да кажам, најголем дар кон Бога што може да се направи, енормно се зголемува донирањето на органите во Хрватска. Затоа и сметам дека покрај, за кај нас во Македонија, покрај една сериозна државна кампања, државен проект, ние сме една, да кажам, така традиционална средина и веруваме во зборот на нашите верски лидери. Сметам дека и тие треба да се изјаснат, бидејќи реално скоро и да не постои вера која што забранува донирање на нешто, па макар и на органи. Така да мислам дека и тие можеби со едно така заедничко известување треба да излезат дека дарувањето на органи крајот на денот ги носи поблиску до Бога. Секојдневно во светски рамки листите на чекање стануваат се подолги, па дури и во земји со развиена кадаверична трансплантација. Недостигот на органи за трансплантација е светски проблем. За жал, голем дел од пациентите кои се на листа на чекање не ја добиваат својата шанса да примат орган. Начално да, меѓутоа мислиме дека тоа во пракса се спроведува многу малку, значи треба поинтензивно, поагресивно да се зборува. Ние во нашите можности тоа го правевме, дури стапивме во контакт со сите верски заедници и начално сите верски заедници, и католичката, и христијанската, и исламската верска заедница ја поддржаа кампањата за дарување на органи. Сите беа едногласни во одлуката, она што некогаш папата го рече, се она што може да спаси живот не треба да се погреба. Меѓутоа, правата состојба на теренот е поинаква. Јас морам да кажам една бројка која што отприлика и ќе ни го трасира патот за идните акции. Ние во кадаверичните трансплантации во изминатиот период некаде 50% од органите што се добиени од кадавер се дадени кај христијаните, а 50% кај муслиманите. Меѓутоа, дарувањето на органи е малку поинаква. Ние, иако има 50% приматели, дарување на кадавер од муслиманската верска заедница, не заедница, него исповест, скоро да немаме. А бројот на познати дарители за своји блиски е висок. Што значи, ово усмерува дека ние недоволно во тие средини сме работели и тоа треба да ни го трасира патот при кампањата што ќе ја водиме, да во тие средини и преку верските заедници да се малку повеќе објасни и доближи чинот на дарување на органи и спасување на животи.
Хрватска и Шпанија се лидери во органодарителството. Ние тој пат го следиме, меѓутоа треба да се исполнат други предуслови за да може тоа да се оствари. Значи треба да се има тим за трансплантација, треба тој функционално да функционира 24 часа. Друго, треба да бидеме членка на Евротрансплант и она што го предмалку зборувавме, треба да имаме поинтензивна кампања за дарување на органи како би направиле. Инаку, само за ваша информација, ние 2 години кога интензивно се работеше на ова, бевме 5 во Европа и 9 во светот по број на кадаверични трансплантации. Меѓутоа, кај нас трансплантациите се со пикови. Имаме една година кога тоа го правиме многу, следната година бројот паѓа, значи немаме континуитет, немаме систем за континуирана трансплантација. Дури имаме година, тоа е 2016, мислам дека беше, кога трансплантацијата беше и забранета. Првата трансплантација на бубрек е направена во 1977. Значи, ние во Европа сме меѓу првите, што до душа сето тоа беше со помош на представници од Хрватска. Меѓутоа, далечната 1977 година е направена првата трансплантација на бубрек. За чудо, во тие години имавме повеќе кадаверични трансплантации него од познат дарител, сроден дарител, што секаде во светот е тенденција. Од тогаш, па до денес, јас ево ќе се послужам, значи во Македонија има направено вкупно 405 трансплантации на бубрези, од тоа само 73 се кадаверични. Од сроден дарител се некаде околу 478. Овој тренд треба да се промени. Значи, треба да се зголеми бројот на кадаверичните трансплантации на сметка на познат дарител. Значи, во Македонија законот е во прилог на органодарувањето, со самото тоа што секој од нас е потенцијален донор. Но има еден проблем што во делот законот кажува дека семејството го дава последниот збор. Без согласност од семејството не може да се земе орган, што може би и е во ред, но сметаме дека треба да се стави една клаузула во самиот закон, амандманско дополнување на законот, да може човек додека е жив да одлучи за себе и своите органи. Да може да донесе одлука дека сака да донира и таа одлука семејството да не може да ја промени. Затоа што во оние моменти на агонија, тага и бол, најчесто семејството не сака да допушти да се донира, а кога веќе би имале таква одлука од самиот човек, таа би била непроменлива и би било полесно. Затоа што во Сдруженијето пристапуваат луѓе кои што не прашуваат каде треба да потпишам јас, дека доколку ми се случи нешто, сакам да бидам донор и така натаму, но таква правна регулатура во држава моментално нема. Да, разговарано е со некои од надлежните, но се уште е во фаза на разговори, не е дојдено уште до законодавниот дом или до предлог до пратениците, односно до службите кои што треба да го постават тоа прашање на гласање. Сметам дека нема да има проблем, дека ќе се донесе таа клаузула да се воведе, бидејќи не е на ничива штета, но се уште е во фаза на првични преговори. Главната цел на нашето здружение е овозможување на права на пациентите со механичка потпора, бидејќи ние сме многу, да кажам, свежи, многу нови во државава. До скоро време немаше такви пациенти. 3 години не има. Не се регулирани правните рамки за нас, да речам правните добра што би ги добивале. Имаме огромни проблеми со фондот за здравствено осигурување, со институциите, не постоиме како шифра на болест, сега веќе не воведоа како некоја, да кажам,
првична шифра, но не е онаа која што е светски прифатена точно за нашиот девајс. Малку по малку може би се решаваат некои работи, многу тешко. Наоѓаме на затворени врати кај надлежните, кај Министерството за здравство. Недоволно ни се посветува внимание од Министерствата, за разлика од докторите што не можеме да се пожалиме. Тие прават се од себе за да не одржат во живот до онај момент додека се најде трајно решение, односно трансплантација, бидејќи нашите уреди не се многу долговечни, тие имаат време на траење и треба што побрзо да се најде трајно решение. Исто така и со лековите. Голем број од лековите кои што нас ни ги даваат се приватно, дури некои ги набавуваме на црно, бидејќи не се во регистарот на лекови во Македонија. Од соседните земји, пример од Србија ги увезуваме и така натаму. Евротрансплант мрежата треба да се исполнат прво некои стандарди. Најпрвим бројот на операции по глава на жител, потоа стандардите за лекување на пациентите, значи да е висок степен на пружење на нега и други параметри кои што тие ги мерат. Мислам дека Македонија е чекор до влез во Евротрансплант зоната и се надевам дека до крајот на оваа година ние ќе се најдеме, ако не директно, барем преку некоја од земјите кои што не подпомагаат во таа мрежа. Свеста кај органодарителството може да се подигне само со силни национални кампањи, кои што ќе се секојдневни по медиумите и да почне да се зборува дури по училиштата согласно возраста на учениците, кои што ќе може да го прифатат тоа, да не се наштети на младите. Во нашиот регион Хрватска е лидер во таа сфера за органодарување и можеби би требало да се водиме по нејзиниот пример. Таму кампањите за органодарување не враѓаат толку со плот колку што вроди со плот повикот од верскиот лидер, односно од папата. По тој повик масовно луѓето се одлучија да донираат органи во случај на смрт на свој близок. Мислам дека и кај нас треба верските лидери да повикаат на сеопшто на поголема свесност за органодарувањето. На наше задоволство, Македонската православна црква, синодот на Македонската православна црква даде поддршка со видеопорака, која што беше емитувана на медиумите, но само еднократно беше емитувана и таа појде во заборав. Мислам дека треба тавакујките да ја извадат таа видеопорака од презвитер Бобан Митревски како портпарол на синодот на Македонската црква и што повеќе и повеќе да се емитува таа порака, а и да се побара изјава од исламската верска заедница која што е согласна за носење на законот за трансплантација. Тоа е многу важно, дека во Македонија законот за трансплантација е донесен со консензус помеѓу верските заедници. Првиот закон за трансплантација во земјава е донесен во 1995-та. Од тогаш има неколку измени. Еве што успеавме да истражиме. Во Република Македонија постои закон за преследување органи и ткива заради лекување, кој е во согласност со сите европски регулативи. Целата постапка на трансплантација е јасно и прецизно дефинирана. Се спроведува во специјализирани медицински установи од стручни лица во соработка со акредитирани лаборатории. При постапката се преземаат сите мерки за да се зачува анонимноста на дарителот и прималот на органот и се почитуваат законските решенија. Медицински услови во смисол на донорот е потребно да се прогласи мозочна смрт на донорот. Тоа е медицинскиот дел. Мозочна смрт се прогласува со клинички прегледи и со снимање на мозокот со контраст, каде што и тоа е 100% точна дијагноза. Значи тука нема, луѓето прашуваат што ако се разводи. Не, тоа е 100% дијагноза, тука нема дилеми.
Тоа е во медицинска смисла, во медико-легална смисла се разбира дозволата од фамилијата. Дозволата од фамилијата и тогаш еден пациент, има и други, нели, да тој пациент нема други придружни болести од типот на малигнитети, некои системски болести, да не биде престар, иако нема баш јасно ограничени граници колку, меѓутоа сигурно еден 80 годишен човек не е донор. Така да, но главно е мозочна смрт и, ајде да кажеме, возраст и немање на некакви придружни системски големи болести, да кажеме. Првиот закон за органодарителство во Република Македонија е донесен во 1995 година. Од тогаш се направени многу дополнувања и измени. Преседувањето органи од починат донор во Македонија е започнато во 2013 година. Трансплантацијата од починат пациент се воведе во 2014 Во 2019 година направени се измени во програмата за трансплантација. Ажурирани се листите на лицата на кои им требаат органи, а воведен е електронски регистар. Со програмата, меѓу другото, се утврдува и листа на пациенти кои чекаат пресадување на некој орган. Годишно, околу 20 пациенти чекаат трансплантација на срце, а за бубрези близу 100. Во нашата земја најзастапена е трансплантацијата на бубрези. Клиниката за урологија и заедно со клиниката за нефрологија имат една долгогодишна традиција уште од времето на професор Иван Влашки. И затоа што бубрек може да се трансплантира од жив дарител, значи мајка на дете, сопруг на сопруга, сопруга на сопруг, што е многу почест случај и кај нас. И тие имаа можност да ја развијат таа гранка многу пред трансплантацијата од мртов дарител. А од кога се почна таа кадаверична трансплантација, односно трансплантација од мртов дарител, тие уште повеќе ги зголемија своите бројки, бидејќи добија многу повеќе органи. Имате предвид дека од еден донор обично имате два бубрега, значи два пациенти можете да ги трансплантирате, но пред се тие имаат една долга традиција и си работат одлично својата работа и така. Од вкупната бројка пациенти со мозочна смрт, само 20% се користат за дарување на органи и спасување животи. Според Светската агенција за извршени трансплантации и органодарителство, во 2021 во Македонија се регистрирани 8 починати донатори или по 3,87 на милион жители. Трансплантацијата на срце е исклучително тешка и ризична хируршка интервенција. Првиот ваков зафат во Македонија успешно го спроведе мешан тим на хирурзи од јавното и приватното здравство. Тоа беше едно убаво и страшно искуство во исто време. Убаво беше на крај кога све се заврши, кога знаевме дека самата интервенција помина добро, иако после следеше неколку недели борба со тој пациент, бидејќи трансплантацијата не завршува со операцијата. Трансплантацијата, водењето на тие пациенти е многу тешка работа. Тоа воглавно прават нашите анестезиолози, интензивисти, кои што можеби најголемиот товар го понесува со тој пациент. А едно од најтешките, барем мои искуства, беше затоа што тоа одеше под будно око на јавноста, кога ние се спремавме повеќе од година дена за таа трансплантација, меѓутоа кога дојде моментот да ја направиме, тогашното министерство веројатно малку и заради свој личен маркетинг тоа го објави пред да се случи. Тоа обично носи лоша среќа во нашиот свет. За среќа тоа не се случи, односно све помина добро. Така да од тој аспект беше навистина стресно и не би сакал повторно да се најдам во таква ситуација, бидејќи ние како професионалци сакаме да си ја тераме работата без да се следи работата на тој начин. Тоа беше настан кој што се следеше буквално од минута во минута. Како и да е, кога се тоа заврши, беше навистина убаво чувство. Меѓутоа, имете предвид дека не е тоа интервенција вадење назад, значи може многу работи да трнат на лошо и замислете ако лошо се завршеше тоа, мислам дека ќе беше крај на тој програм, така да, но за среќа све се заврши добро и програмот продолжи, ме 7 вкупно трансплантации, така да зборувам за срце, нели. За да се спроведе трансплантацијата, потребна е писмена согласност од најблиските роднини на починатото лице или за време на неговиот живот лицето донор да има дадено изјава заверена на нотар.
Секоја втора недела во месец октомври се одбележува како недела за подигнување на свеста на европско ниво за органодарителството. Еве што ви носиме денес во артикулација. При органидарителството од починато лице, органите и ткивата треба да се во добра состојба. Секој од нас, доколку ги исполнува медицинските услови, може да донира бубрек, дел од црниот дроб или белите дробови, матични клетки и кожа. Дарител на органи може да биде пациент кај кого настапила мозочна смрт. Тој може да ги дарува бубрезите, црниот дроб, срцето, белите дробови, тенкото црево и други ткива. Донирањето органи во овој случај е можно само откако стручен медицински тим ќе утврди дека кај пациентот настанала мозочна смрт. Со цел да се подигне свеста на јавноста за трансплантацијата и органодарителството, втората сабота од месец октомври земјите од Европа ја посветуваат на одбележување на Европскиот ден на органидарителството, а 13 август во светот се одбележува како ден на органодарителите. И денес преку лични примери, но и преку стручни совети се обидовме да ја обработиме оваа тема и да ја доближиме до вас. Верувам дека ќе ви помогнеме со сите оние прашања кои што ги имавте поврзани со органодарителството. Довидување до следната приказна.